Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. 30 лица од медицинскиот персонал од Прилепската болница денеска излегоа на протест. Министерот за култура најави заштита на манастирскиот комплекс Трескавец и локалитетот Стибера и поддршка на Прилепскиот театар по повод неговиот јубилеј 75 години од постоењето. Мечка бркала дете. Времето денеска облачно и студено со температура во Прилеп до 7 степени Целзиусови, утринска 0. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Отворете кој да било текст на нашиот портал и притиснете на банерот насловен 13 величенствени. И гласајте за луѓе и компании кои ставиле медиумски впечаток во 2024 година. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Кој е за вас најдобриот? Избираме заедно медиумски највпечатлива личност или компанија која дала најголем придонес во заедницата за 2024 и за која јавноста пројавила најмногу интерес. Но и за 5 млади луѓе кои ќе го привлечат најголемото медиумско внимание во 2025-та. Бидете и вие дел од манифестацијата на Радио Пела 13 величенствени. Заедно да ги избериме медиумски највпечатливите прилепчани. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Денеска пред Прилепската болница се одржа протест. Медицинскиот персонал излезе на протест заради тоа што на 120 времено вработени им е прекинат договорот. Требаше да не обавести пред еден месец дека од 1 јануар 25-та година ни завршува работни однос. И така ни завршуваше. И така ни завршуваше. Ама ние кога разговаравме со сестрите, со началниците, со тие имаа со становци, и ни рекоја да си идите на работа, ни направија распоред, ние си работевме работата и сега не знаеме на каков начин ние ќе ги земеме парите за месец јануари. Колку години сте на договор? На договор на дело сум 7 години тука. Еве ги договорите, да ги видите, 7 договори. Тука има колеги, сестри, болничари, доктори што се по од 1 година до 7 години. 79 лица. Уште еднаш апелирам. Немој да се поигрувате до директор и финансовиот. Да не се поигрува со нашите семејства. Бараме ние нас да ни најпрво да ни се реши статусо. Оти овде има и самохрани родители, деца имаме со посебни потреби, со аутизам, со посебни потреби. За кај сме сега ние? Ова втор пат ми се случува. Порано пред 15 години бев овде 6 години. Сега 3 години сум. До кога ќе си игра, после си оделе странство младите, ќе си ода. Од државата си ода. Од ништо друго. Статусот да ни се реши, оти ова нема да биде така. Да излези. Благодарам. Пеце Здравески, шофер. По брза помош. Во рамките на заштитата на културното наследство, Министерот за култура гарантира дека оваа година едно од централните места ќе заземе заштитата на манастирскиот комплекс Трескавец, особено црквата Успение на Пресвета Богородица, како и заштита на античкиот локалитет Стибера. Средства ќе има и за поддршка на 75 години од постоењето на Прилепскиот театар. Капитален проект има манастирот Трескавец, поточно црквата Успение на Пресвета Богородица, при што со повеќе годишен план е планирано да се реализира целосна
заштита, а во областа на археологијата годинава ќе се вложат средства во истражување на локалитетите Корошишта, Била Зора, Манчевци, Баргала Штип, Стибера Прилеп и Тумба Маđари. Воедно поддршка добија и над 40 професионални и аматерски представи во организација на театарски продукции, соодветна поддршка добија и 20 театарски фестивали и манифестации. Исто така оваа година ќе ги поддржиме и јубилеите на националните установи, и тоа Македонскиот народен театар од Скопје кој годинава прославува 80 години од основањето, додека Албанскиот и Турскиот театар од Скопје и Прилепскиот театар ќе обележат 75 години од основањето. Мечка бркала малолетно дете во село Крапа, Македонски Брод. Детето успеало да избега. Од Центарот за управување со кризи информираа дека во 18 часот и 15 минути во атарот на село Крапа во општина Македонски Брод возрасна мечка бркала малолетно дете. Мечката, која не била со мали димензии, го следела и го гонела 15 годишното дете, кое што за среќа, иако паднало, при бегањето успеало да избега и не било повредено. Детето заедно со стадо овци се враќало кон трелото, односно дома во селото, информираат од Центарот за управување со кризи и апелираат преку секторот за операции и координации и до сите релевантни служби и институции во системот за управување со кризи да се преземат безбедносни мерки за заштита на граѓаните и нивниот имот од можни напади на диви животни со хумани мерки. Инаку, според нивни искуствени проценки за средба со диви животни, а и според забележителни траги околу нивното стадо 300 овци, во многу наврати мечка или повеќе мечки во последниве години, а особено во време на последниот еден месец, биле спуштани во понискиот предел во село Зрзе, Новоправец кон село Дебреште, близу меѓуопштинската граница со општина Прилеп и општина Македонски Брод. Временска прогноза. Времето денеска во Прилеп беше облачно и студено со максимална температура 7 степени Целзиусови. Преку ноќта и утре вторник, поради продор на постудена воздушна маса, ќе има појава на слаб снег, а до среда ќе се задржи северен ветар кој повторно ќе се засилува. Во среда и четврток краткотрајно ќе биде стабилно, а во петок и на почетокот на викендот понекаде ќе има појава на слаб дожд, на планините појава на снег. Утринската температура до крајот на работната недела ќе биде во опајање, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.